пролетен ден ќе започне вечерва во 23 часот и 45 минути и ќе трае до 21 јуни, а се случи најголемото помрачување на сонцето од 1999 година. Поголемиот дел од светот денеска имаше прилика да проследи како црниот месечев диск накратко го прекри сонцето, астрономски феномен што беше видлив и од Македонија. Денешното помрачување беше уникатно, бидејќи единствено целосно помрачување за 2015 година и кое нема да се повтори во наредните 19 години. Но денеска е и меѓународен ден на среќата, чија цел е да не потсети дека достигнувањето на среќата е фундаментална цел на секое човечко суштество. Со ова и со останатите содржини добродојдовте во дневникот на К3. Ношти, поточно во најраните утрински часови, силна експлозија ги вознемири граѓаните во близина на училиштето Бајрам Шабани. По трет пат се организира хакатон во Скопје, која е во организација на Американската вселенска организација НАСА. Меркел изјави: нема прекин на санкциите кон Русија. Со доделување признанија и плакети на редовните крводарители во Центарот за култура Трајко Прокопиев беше одбележан Денот на Црвениот крст и Денот на доброволното дарување крв. Благодарници добија сите поединци, фирми и организации кои дале свој придонес во оваа област. Еднаш крводарител, секогаш крводарител. Најчесто велат луѓето кои не ги пропуштаат овие акции во Куманово. Идејата е многу хумана и се знае, спасување човечки живот е нешто најсвето. Велат дел од граѓаните кои по 100 пат дарувале крв, со што беа наградени со признание од општинската организација Црвен крст од Куманово. Дарувањето на крв значи хуманост и се надеваме дека нашата крв да сега што е дарувана и сега натаму ќе спасува човечки животи. За мене многу ми значи давам редовно, значи 4 пати годишно. Сакам да помоѓам на луѓето, значи мојата крв да помогне на некој што му треба. Задоволни од досегашната работа, од управата на организацијата вела дека некои од крводарителите, мажите по 4 пати, жените по 3 пати годишно, само иницијативно се јавуваат за дарување крв. Кога дојде ова раководна структура, значи пред 6 години имавме 1600 крводарувања во Куманово, сега сме некаде на над 2500 крводарувања, што за нашиот град навистина е една добра бројка на крводарувања. Минатата година беа собрани 50.000 крвни единици на ниво на нашата држава, додека од 40 организирани крводарителски акции во Куманово собрани беа приближно 2700, информираат од Кумановската Црвен крст. Сум презадоволен затоа што во целост ги исполнуваме нашите планови и нашите реални можности во овој момент и мислам дека на тој начин обезбедуваме крв за сите потреби во Република Македонија. Со признание и плакети на редовните крводарители беше одбележан Денот на Црвениот крст и Денот на доброволно дарување крв. Благодарници добија сите поединци, фирми и организации кои дале свој придонес во оваа област. Вест која ги вознемири граѓаните, 2 уништени возила, без повредени луѓе и спукани прозорци е билансот од синоќешната експлозија во Куманово. Детонацијата била лоцирана во непосредна близина на училиштето Бајрам Шабани во центарот на градот на улицата Вардарска. Силна детонација синоќа слушнале граѓаните на Куманово кои живеат во непосредна близина на училиштето Бајрам Шабани во центарот на градот, на улицата Вардарска. 30-годишниот ДФ, кој го пријавил настанот за време на експлозијата, бил во својата куќа. Кога излегол, забележал дека е оштетено неговото возило Волво и уште еден автомобил, кој бил паркиран во непосредна близина. Според кажувањата на соседите, бомбата била наместена под предната гума од возилото. Синоќа около 1:30 ми сме биле спиемо. Каде искочимо, милиција дошла, ставила шерит горе, доле и нема проваѓање, каде видимо бомба била, што знам. Па се исплашиле сигурно, голема експлозија. Прозор има скршено, оваа куќа има повише оштетена. Повредени луѓе нема, а од материјална штета освен 2 возила испукани се прозорците на околните куќи. Токму на ова место синоќа по полноќ околу 1 часот и 30 минути според кажувањата на жителите на улицата Вардарска експлодирал автомобил со швајцарски регистарски таблички. Експлозијата била толку силна што испукале прозорците на околните куќи. Набргу по настанот, како што раскажуваат некои од очевидците, пристигнала полицијата, која го зела автомобилот на увид. Некои кумановци раскажуваат дека и во поодалечниот дел од градот ја слушнале експлозијата која била многу посилна од вообичаените предизвикани од петарди.
Уште една непријатна вест. Прв случај на туларемија во Кумановско. Институтот за јавно здравје регистрираше заболен од болеста вчера. Денеска екипите на Центарот за јавно здравје информираа дека го посетиле ОПАЕ и извршиле дератизација како во домот на заболеното лице, така и во училиштето. Екипите на Центарот за јавно здравје Куманово денеска излегоа на терен во Кумановско село Опаје, каде што вчера Институтот за јавно здравје регистрираше случај на заболено лице од туларемија. Епидемиолозите од Кумановскиот центар за јавно здравје информираа дека го посетиле домот на заболеното и дека таму извршиле дератизација. Земени се и мостри за анализа од бунарот од кој семејството се снабдува со вода за пиење. Поделен и едукативен материјал за жителите од Опаје, а извршена и дератизација во училиштето. Од направениот увид, земени се примероци на вода од водоснабдителниот објект, направена е превентивна дератизација во домот на заболениот и околината. Посетено е училиштето, каде што е исто така поделен едукативен материјал. Направена е превентивна дератизација и сето она што треба со цел да се превенира ширење на ова заболување. Лекарите објаснуваат дека дијагнозата на болеста се поставува врз база на микробиолошки тестови со различни методи. Болеста успешно се лекува со примена на антибиотици, како и со симптоматска терапија. Лекарите препорачуваат дека треба да се избегнува секаков контакт со глодари, да се користи здравствено исправна и безбедна вода за пиење од сигурен извор, да се избегнува капење во води за кои постои сомнение дека се загадени. Правилно треба да се чува храната и нејзина заштита од контакт со глодари и инсекти. Најчесто заболуваат луѓето кои се изложени на поблиски контакти со глодари и диви животни и нивни продукти. Болеста кај луѓето обично се јавува со единечни случаи, но може да биде и во форма на епидемија. Секој може да заболи од туларемија без оглед на полот, возраста, расата, верската припадност. Случаи на туларемија може да се јават во текот на целата година. Сепак почесто се регистрираат во периодот на доцна пролет и лето. По прележување на болеста останува солиден имунитет, но време траење на истиот не е познато и постои можност за повторно заболување. Денеска започнува пролета, која со себе ги донесе и пролетните алергии. Чешање на очите, кивање, кашлање, како и астматски напади и се најчестите симптоми кои ги имаат луѓето. Лекарите причините за тоа ги лоцираат кај загадениот воздух, пестицидите, частичките од дизел горивата, како и модифицираната храна. Секоја година се повеќе се зголемува бројот на лица кои имаат проблеми со поленски алергии. Околу 1/3 од македонското население имаат проблем со пролетните алергии, кои најчесто се предизвикани од поленовиот прав. Поленот од цветињата, дрвјата и тревата предизвикуваат алергиски реакции кај голем дел од населението, а со секоја измината година бројот на засегнати се повеќе се зголемува. Во пролет имаме драстично зголемување на пациенти кои реагираат на алергени, тоа се честички кои се наоѓаат во воздух. Тие алергени се резултат на цветање на треви, на растенија, на дрвја, оние сезонски. Во пролета најчесто алергиите ги предизвикуваат леската, брезата, некои врсти на врба. Во лето дивиот пелин, од август до септември амброзијата. Алергиски реакции се манифестираат на различни начини. Има таа поблага форма е само со исипи на кожа, во вид на црвенило, кој може да биде само ситни некои дамки, потоа може да бидат крупни пликови црвени. Меѓутоа има и потешки форми кои се манифестираат освен со чешање, значи со потешко дишење, со кашлање, исто така може да е пропратено и со солзење на очи, со течење на нос, со гастричните гоби во смисол на гадење и повраќање. Лекарите советуваат дека е многу важно да не се игнорираат потребата од консултација со стручни лица, особено кога станува збор за деца со поленска алергија. На ти докажани алергени, меѓутоа и совет за така наречен во наш медицински вокабулар хигиено-диететски режим, значи начин на исхрана, начин на однесување, кој секако го даваме на пациентот. Лекарите даваат неколку совети како да се избегнат пролетните алергии, како пролетно чистење со заштита, редовно перење на прекривките и перниците, чист воздух, чиста клима, внимателно со декларацијата на средствата за лична хигиена, тоест нивните состојки, чиста бања, подалеку од косена трева и пред секакво земање на лекови консултација со лекар. Тие велат дека додека има топло време, ќе има и алергии.
Минатата година на подрачјето на Крива Паланка беа засадени околу 25.000 садници цвеќе, а за предстојната сезона се очекува бројката на нови садници да се зголеми до 35.000. Хортикултурното уредување на општината е во надлежност на јавното претпријатие Комуналец. Предстојнава пролет се планира да бидат посадени околу 35.000 садници цвеќе на зелените површини во Крива Паланка. Ке се разубавуваат парковите во градот, локациите на влезот и излезот, патеката покрај речното корито, како и ново изградениот плоштад. Додека минатата година беа употребени околу 25.000 цветни садници, годинава таа бројка ќе биде зголемена, информираше директорот на јавното предпријатие Комуналец, во чија надлежност е хортикултурното уредување на општината. Садниците се одгледуваат во 2 оранжериски фолии во собственост на Комуналец, откаде се засадуваат или поставуваат на повеќе локации во градот. Лани можеме да се пофалиме дека градот го уредивме со 25.000 китки, односно расадници за китки. Ова година исто така мислиме дека ќе го зголемиме до 35.000 китки. Ние тие китки ги одгледуваме и тоа е наше производство, значи ние само расадот и семенскиот материјал го земаме. Имаме горе 2 фолии, лани имавме 1 фолија, оваа година со 2 фолии сме оранжериски направени за негување, односно така да кажеме школување на малите расадници на китките, кои што ќе бидат поседани на повеќе локации низ градот, како што ги знаете, оние парковите, влезот, излезот на градот. Имаме нови локации, односно сега речното корито, трим патеката, која што треба да се уредува. Целото речно корито сега, како е направено мајор и миньор коритото, ќе биде уредено со зелени површини, каде што ќе се поставуваат делови со фигури направени со китки. Зелените површини кај пешачката патека покрај Криварака ќе бидат уредени со повеќе хортикултурни аранжмани, какви што се цветните лебеди кои го украсуваат просторот за рекреација во овој дел од градот. Скопје годинава ќе биде координатор на сите настани во Европа во рамките на најголемиот интернационален хакатон во светот Space Up Challenge 2015, кој е во организација на Американската вселенска агенција НАСА. Хакатонот по трет пат се организира во Скопје, прв пат во уште 3 македонски градови: Битола, Охрид и Тетово. Скопје годинава ќе биде координатор во Европа на сите настани поврзани со најголемиот интернационален хакатон во светот во организација на НАСА Space Up Challenge 2015. На настанот учесниците од целиот свет ќе имаат можност да соработуваат и заеднички да креираат решенија за поставените предизвици од областа поврзана со животот на земјата и воопшто во вселената. Годинава, освен во Скопје, вклучени се и 3 града: Битола, Охрид и Тетово. Младите иноватори ќе имаат временски период од 48 часа непрекинато да работат на предизвикот поставен од НАСА. Минатата година тим од Македонија го зазема второто место на овој светски познат натпревар. Учесниците ќе имаат можност да соработуваат со искусни ментори од технички и природно-научни факултети. Секој може да земе учество во настанот и да го сподели своето искуство, знаење и вештини во тимот. Учесниците ќе имаат и пристап до материјали кои ќе бидат приложени директно од НАСА. Деновиве на саемот за туризам во Москва се представуваат туристичките можности на земјава. Македонија се представи со нов дизајн на штандот и нови промотивни материјали. Според Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, ова година бројот на туристи од Русија е зголемен за 40%. Во организација на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, Македонија и годинава по 4ти пат го представува својот туристички потенцијал на саемот за туризам во Москва. На саемот учествуваат над 2056 екзибитори и туристички компании, како и 203 туристички дестинации. Се очекува саемот да го посетат над 50.000 посетители. Како што соопшти Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, Македонија се представи со нов дизајн на штандот и нови промотивни материјали. Представници на агенцијата се сретнаа со партнерите и со соработниците на операторот Седум Тур, кој веќе неколку години носи руски туристи во Македонија и туристичките агенции Амиго Турс и Интервисам.
Годинава висината на субвенциите што им се даваат на туроператорите што ќе донесат странски гости во земјава, за рускиот пазар изнесува 65 евра по донесен турист за авионски организиран туристички промет. Сајмот за туризам во Москва се одржува од 18 до 21 март. По повод месецот на жената, Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ организираа трибина на тема дискриминација на жената во просториите на Центарот за култура Трајко Прокопиев. Целта на оваа трибина е да се подигне свеста на жената и да се истакне која е улогата на жената во општествениот живот. Иако учеството на жената во општествената и политичката сфера покажува тренд на покачување, сепак последните податоци од извештајот на Обединетите нации покажуваат дека најдискриминирано суштество на планетата е жената. Велат експертите, која е улогата на жената во општеството, како да се препознае и спречи дискриминацијата по било која основа и што треба да преземе нашата земја за да се намали истата, беа дел од тезите од трибината дискриминација на жената, која Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ ја организираше во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Република Македонија од своето осамостојување скоро над 24 години како суверена, самостојна и демократска држава прави напори за поставување на темелите за едно општество кое што ќе биде еднакво за сите. Значи да не се прави дискриминација по ниту еден основ, според етничка, верска припадност, според родова припадност. Според председателот на Комисијата за заштита од дискриминација Душко Миновски, никулецот на овој проблем лежи во предрасудите и во стереотипите. Треба да ги подобриме основите во свеста, а тоа е клетката на семејството, додаде тој. Во тој поглед, Миновски вели дека презеле сериозни чекори и упорно работат. Имаат неколку измени во законот за еднакви можности меѓу мажот и жената, донеле стратегија и закон за антидискриминација. Незината репродуктивна улога дадена од Бога, да кажем, и од законот на природата да биде мајка, ја става во положба да биде пооптеретена можеби од партнерот, меѓутоа со поддршка, со амбиција, со една навистина јасно поставена цел, секоја жена во Република Македонија може да успее, меѓутоа за такво нешто треба да се створат и предуслови. Што значи и законски, ние тоа го имаме како влада, како држава сме го направиле, имаме законски предуслови, меѓутоа основната работа е растење во свеста. Значи секој од нас како поединец треба да расте. Значи ние мора да ги подобриме први односите во микроклетката, а тоа е во семејството. Ваква трибина досега е одржана во Кавадарци, а се планира да се одржат и во другите градови. Меркел изјави дека нема преки на санкциите кон Русија додека не се испочитува договорот од Минск. ЕУ не планира нова воена интервенција во Либија, изјави високиот представник за надворешна политика и безбедност на ЕУ Федерика Могерини. 55 лица загинаа во напади на џамии во Јемен, вести од светот. Германската канцеларка Ангела Меркел пред лидерите на Европската Унија изјави дека Европа нема да ги прекине санкциите кон Русија кои беа воведени поради кризата во Украина, се додека не се исполнат сите точки од договорот во Минск. Ние не можеме и нема да ги прекинеме санкциите што истекуваат во јули и септември, се додека барањата од договорот од Минск не бидат исполнети. Тоа ќе биде погрешно, изјави Меркел пред долниот дом на Бундестагот. Додава дека целта на партнерствата во Европската Унија со источните земји е да се подобри стандардот на животот за луѓето што живеат таму, а не поради членството на тие држави во Европската Унија или НАТО. Со ист став е и председателот на САД, Барак Обама, кој вели дека нема да има омекнување на санкциите кон Русија, додека Москва не си го исполни својот дел од обврските. Европската Унија не планира нова воена интервенција во Либија, изјави високиот представник за надворешна политика и безбедност на Европската Унија Федерика Могерини по пристигнувањето на втората пленарна седница на Европскиот совет. Се очекува лидерите на 28 земји членки да ги разгледаат прашањата поврзани со миграција и поддршка за политичкиот процес во Либија. Сакам јасно да изјавам дека не планираме нова воена интервенција, истакна Могерини. Планираме да добиеме од лидерите на Европската Унија широк мандат за подготовка на мерки за поддршка на политичкиот процес во Либија и на идната влада на национално единство, вклучително за евентуално испраќање на мисија во земјите во рамки на заедничката надворешна политика и политика за безбедност на Европската Унија. Сакам да истакнам дека со тоа ќе биде можно единствено ако Либија формира влада на национално единство, нагласи Могерини.
55 лица загинаа во напади на џамии во Јемен, јави Франс Прес, повикувајќи се на спасувачите. Предходно, агенциите соопштиат за најмалку 30 загинати при 3 самоубиствени напади против џамии во јеменската престолнина Сана, контролирана од шиитските милиции Хуси. Според очевиците, првата бомба експлодирала во јужниот дел на Сана. Малку потоа имало втора експлозија на влезот во истиот храм. Третиот самоубиствен напад бил насочен против џамија во северните области на главниот град. Тоа се најкрвавите напади по експлозијата на автомобил бомба пред полициската академија во Сана на 7 јануари, кога загинаа 37, а беа повредени 66 лица. Актите на насилство извршени се во моментот кога Јемен тоне во се подлабока криза, која се усложнува уште повеќе со множење на вооружени верски групации. Карате клубот Куманово 75 е еден од најстарите клубови на ниво на општина Куманово. На 5 март оваа година клубот прослави голем јубилеј, 40 години плодна и успешна работа. Во долгата историја низ клубот поминаа над 5000 каратисти кои значајно придонесоа за афирмација на клубот. Екипата на К3 беше во посета на клубот во основното училиште Браќа Миладиновци. Во својата долга историја, карате клубот Куманово 75 успеа да оствари многу успеси и признание на домашната и меѓународната сцена. Во досегашно, значи 40 годишно постоење континуирано на карате клубот Куманово 75 има помината една огромна плејада на каратисти. Можеме слободно да кажеме, да харикираме, да кажеме со некоја бројка над 5000 каратисти. Денеска многу од нив се видни граѓани на градот Куманово и пошироко и во Македонија. Членовите на клубот Ана Марија Петковска и Небоша Стефановиќ со своите резултати потврдија дека се едината на клубот. Надпреварите се многу јаки и секако јас се трудам да земам некој поголемо место. Мојот заден надпревар беше во недела на Фунагоши Гичи Опен. Тоа го организира карате клубот Фунагоши Гичин и тоа беше меѓународен карате турнир на кој имаше 7 држави. Условите се супер, тренерите се професионални. Секако тие нас сакаат да не вежбаат и ние ја прифаќаме таа порака. Небоша, од кого се занимаваш со каратето и... Се занимавам уште од мали нозе, од на 9 години во 2009 почнав да тренирам и го сакам овој спорт. Сега конкретно да ни кажеш, имаш учествувано на многу турнири, гледаме дека овде имаш добри услови за работа, дали си ти задоволен од она што имаш досега постигнато? Да, јас сум задоволен од тоа што го имам постигнато, имам учествувано на меѓународни и државни турнири и сакам да станам член на репрезентацијата на Македонија. Кои имаш постигнато резултати на тие турнири? Па имам постигнато 3 медали и имам освоено 3 бронзени медали на меѓународни турнири и се надеваме дека ќе одиме со поголеми успеси. Во наредниот период, членовите на карате клубот Куманово 75 продолжуваат со учество на неколку силни турнири од домашен и меѓународен ранг. И за крајот, јапонскиот поздрав ос на каратистите кој символизира почит кон учителот. Кошаркарите на Куманово го одиграа последниот меч од регуларниот дел на првенството. Во Скопје кумановци се поразени од домаќинот МЗТ со 81-74 во рамноправен надпревар. Екипата на Куманово ја оствари најважната цел, бидејќи ќе ги продолжи надпреварите во плей-офот, каде ќе се обиде да оствари што подобар резултат. Кошаркарите на Куманово не успеа да направат изненадување во Скопје против МЗТ. Кумановци беа достоен противник, особено во првото полувреме кога прикажаа одлична игра, која заврши со минимална предност на аеродромци од 45-44. Одлука околу победникот беше решена во третиот период, кога МЗТ успеа да направи солидна предност од 6 кошеви, која успеа да ја случува до крајот на надпреварот. Во последниот период од надпреварот кумановци се обидеа да се вратат во средбата, но не успеа. Во екипата на Куманово повторно централна фигура беше Урош Луковиќ со 18 поени, како и Костовски со 12 и Мандиć со 10 кошеви. Во домашниот тим блескаше црногорецот Суот Шековиќ, кој реализираше 26 поени.
Останува да се доиграат некои мечеви по кои ќе добиеме појасна слика од која позиција ќе стартува Куманово во плейоф на преварите. На екипата на Куманово и престојат мини подготовки во пресет на мечот на сезоната против Рилски спорт во вторник во спортската сала. Управата и стручниот штаб вршат детални анализи за овој напревар кој е од исклучителна важност за екипата. Во вторник, пред преполни трибини, во спортската сала очекуваме голема борбеност на кумановци и да се надеваме на победа на нашата екипа. На тој напревар, Куманово ќе брка незгодна предност од 12 кошеви разлика, која веруваме сепак дека е достижна. Во вестите од меѓународниот спорт информираме за случувањата од фудбалската лига на Европа, како и за надпреварите во кошаркарската Евролига. Вчера се одиграа реванш мечевите од Лигата на Европа во фудбал, пошто ги дознавме учесниците во четвртфиналето. Во кошаркарската Евролига финишираат надпреварите од групната фаза, по која фаворитите се издвоја на табелата. Екипите на Днипро, Бриш, Волсбрук, Севиља, Зенит, Динамо Киев, Фиорентина и Наполи се тимовите кои обезбедија пласен во четвртфиналната рунда. Најголем успех остварија италијанците и украинците кои имаат по двајца представници во следната рунда, додека по еден представник имаат Украина, Белгија, Германија, Шпанија и Русија. Во вчерашните мечеви беа постигнати следниви резултати. Ајакс Днипро 2-1 по продолжение, Бешикташ Бриш 1-3, Интер Волсбрук 1-2, Севиља Вилјареал 2-1, Торино Зенит 1-0, Динамо Киев Евертон 5-2, Рома Фиорентина 0-3 и Динамо Москва Наполи 0-0. А денеска пак беа излечени двојките за четвртфиналето, а според жребката на програмата се следниве дуели: Севиља Зенит, Динамо Киев Фиорентина, Днипро Бриш и Волсбрук Наполи. Во седиштето на УЕФА во швајцарскиот Нион беа извлечени двојките од четвртфиналната сесија во фудбалската лига на шампиони. Според ждрепката во четвртфиналето се очекуваат интересни надпревари кои ќе предизвикаат голем интерес во фудбалската јавност. На програмата се неколку интересни двојки. Секако најголемо внимание ќе предизвика дуелот на минатогодишните финалисти Реал Мадрид и Атлетико Мадрид. Во другите мечеви ќе се сретнат Пари Сен-Жермен Барселона, Порто Бајерн и Јувентус Монако. Првите напревари на програмата се на 14 и 15, односно на 21 и 22 април, додека реваншите ќе се одиграат на 5 и 6, односно на 12 и 13 мај. Финалето е закажано на 6 јуни на Олимпискиот стадион во Берлин. Титулата ја брани Реал Мадрид. Времето во Македонија променливо облачно со сончеви периоди и со слаб северен ветер. Во крајните источни делови можна изолирана појава на краткотраен дожд. Утринската температура ќе се движи од -3 до 3, а дневната од 6 до 13 степени. Следува метео. Јас ви благодарам за вниманието, пријатна вечер.